За милиони евра на слобода за ситни престапи како кражба на кебапи во затвор. Во перцепцијата на обичниот граѓанин, високите функционери на власта, било да се сегашни или поранешни, се уште се недопирливи. Граѓаните се уверени дека само ситните риби завршуваат зад решетки, бидејќи политиката и центрите на моќ ги штитат функционерите. Сторени пред десетици години, предмети на кои се суди и денес. Познати се случаите во кои се обвинети еден поранешен премиер, екс-вице-премиер и поранешен министер. Во судовите се уште има предмети кои се вратиле на повторно судење. Меѓу нив во јавноста се познати процесите против екс-премиерот Владо Бучковски, наречен Тенковски делови, против поранешниот директор на Агенцијата за обнова и развој Васил Тупурковски во случајот тајвански кредити, против екс-министерот за одбрана Љубен Пауновски, кој според обвинителството проневерил над 1,5 милиони евра во 2001 година. Екс-премиерот Владо Бучковски денеска повторно на обвинителна клупа во кривичниот суд за случајот Тенковски делови, процес во кој обвинет за злоупотреба службена положба при набавките на резервни делови на армиските тенкови, а во кој според обвинителството го оштетил буџетот за повеќе од 2 милиони евра. Враќањето на судскиот процес од старт следи откако Врховниот суд ги поништи пресудите што беа донесени од пониските судови, кривичниот и апелацискиот. Бучковски повторно беше осуден на затворска казна од 3,5 години. Пресудата беше окината од второстепениот суд поради пропусти во постапката. На повторената судска постапка Бучковски беше осуден на 3 години затвор, а по жалба во апелација судот му ја намали казната на 2 години. Во предметот Тенковски делови покрај Бучковски меѓу обвинетите се и поранешниот начелник на Генералштабот на АРМ Методи Стамбиловски, како и уште неколкумина вработени во Министерството за одбрана. Тајвански кредити. Процес во кој обвинет Васил Тупурковски, поранешен директор на Агенцијата за обнова и развој, и неговиот заменик Јован Андонов. Обвинителството ги товареше за злоупотреба на службена положба и овластување. Со одобрување на пари од тајванските кредити ја оштетиле државата за повеќе од 172 милиони динари. Тупурковски доби 3 ослободителни пресуди од кривичниот суд, а апелацискиот процесот 2 пати го враќа на повторно судење. Поранешниот министер за одбрана Љубен Пауновски со години заглавени судски ходници беше обвинет дека префрлил пари на фирмите на таткото на неговата сопруга и неговиот баџанак за набавка на прехранбена стока за армијата и за изградба на станови. Дел од стоката била набавена, но становите не биле градени. Екс-министерот Пауновски на процесот гледаше како политичка монтажа. Пресудата од кривичниот суд од 3,5 години затвор, Хелсинскиот комитет за човекови права ја оцени со многу пропусти. Уште пред 11 години, Хелсински на кривичен му забележа што не ги зел в предвид сите докази на одбраната и не се потрудил доволно да ги обезбеди клучните сведоци во процесот, односно дека од Скопска единица не е испочитувана одлуката на апелација. Во јавноста се поставува прашањето дали во иднина ќе има заглавени предмети низ судските лавиринти. До вчерашни владени и високи партиски функционери на ВМРО ДПМН и државни функционери денес на обвинителна клупа по судските случаи на СЈО. Уште на стартот на процесите има долги рочишта во првостепена постапка, од приговори од одбраната, што од барање за изземање на судечки совет обвинители, толкување на автентичност на прислушуваните телефонски разговори и покрај тоа што големиот број од обвинетите се товарат за тешки кривични дела со голем број на суми со оштетен државен буџет. До крајот на процесот тие на слобода бидејќи бавно одат постапките, додека малите кривични дела за обичните граѓани експресно завршуваат со пресуди и живот зад решетки.